Добро вечер од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. При експлозија на рудник за јаглен во американската сојузна држава Западна Вирџинија загинаа најмалку 25 рудари. Во меѓувреме на другиот крај на светот во Кина беа пронајдени 5 тела на рудари, откако 115 беа спасени по повеќе од една недела минати заглавени под земја. Ова се само дел од вестите за денешната емисија. Во источната американска сојузна држава Западна Вирџинија најмалку 25 рудари загинаа, 4 се водат за исчезнати во експлозијата во рудник за јаглен. Официјални лица велат дека спасувачките екипи привремено ги запреле операциите поради големата концентрација на опасни гасови. Тие планираат да продупчат отвори, што ќе служат за вентилација, за спасувачките екипи да можат да продолжат со работа. Официјалниот представник за безбедност во рудниците, Кевин Стриклин, вели дека има мала надеж за преживеани. Тој вели дека количеството на метан во рудникот индицира дека веројатно се случила втора експлозија. Повеќето од рударите беа пронајдени мртви повеќе од 2 километри под површината на земјата. Спасувачите пронашле 5 тела во кинескиот рудник за јаглен, еден ден откако живи беа извлечени 115 рудари. Тие беа заглавени под земја повеќе од една недела. Спасувачките екипи се уште се во потрага по 33 рудари од рудникот Ванг Џианглинг во провинцијата Шанжи, што беше поплавен на 28 март и каде беа заглавени 153 рудари. Сите преживеани се во стабилна состојба. Кинески лица кои се одговорни за безбедноста на рударите повикаа на темелна истрага за поплавите. Властите ги повикаа раководителите на рудникот да се подготват за голема истрага со цел да се утврди причината за несреќата. Американскиот претседател Барак Обама се очекува да најави нова нуклеарна стратегија што ќе ги стесни условите под кои САД можат да користат нуклеарно оружје. Американскиот конгрес бара од секоја нова администрација да објави план под кој би користела нуклеарно оружје. Американскиот претседател Барак Обама и неговото семејство вчера во Белата куќа беа домаќини на велигденската потрага по скриени јајца. Годишна традиција за деца започната во 1878. President, Mrs. Obama and the first family. Председателот ја поздрави толпата деца и нивните родители на тревникот на Белата куќа. Билетите за целодневниот настан беа дадени на 30.000 луѓе од цела Америка. Председателот ја прочита популарната книга за деца Зелени јајца и шунка од доктор Сус на присутните млади. Hey everybody! Во обраќање пред традиционалното тркалање великденски јајца, првата дама Мишел Обама ги охрабри гостите да се забавуваат, но и да научат како да водат активен и здрав живот. Настанот со ваква тематика е во духот на националната иницијатива на првата дама за борба против детската гојазност. Децата има можност да се шетаат по јужниот требник на Белата куќа и да партиципираат во различни активности, како украсување јајца и спортски игри, водени од познати американски спортисти. Актерката Рис Видерспун читаше приказни за деца, авторката на Хари Потер, J. K. Ролинг, читаше подоцна воденот. Белата куќа подготвила 14.500 јајца, сите донирани од фармери, за традиционалната потрага по јајца, скриени за децата во требникот и во грмушките. Меѓу јајцата имаше и такви кои испуштаат звуци за да им помогнат на децата со оштетен вид. Видеото од сите настани од Белата куќа беше пренесувано во живо на нивната веб страница. Годишниот настан го започнал председателот Рузерфорд Хајас. Од тогаш не се одржал само заради лошо време и за време на Втората светска војна. Во Лондон е отворена првата изложба во светот посветена на групата ABBA. Насловена како ABBA World, изложбата привлекува голем број посетители од сите возрасти. Во продолжение ви донесуваме некои од содржините што ги носи настанот. За обожувателите на ABBA, ова е остварување на сонот. Со помош на холограмска технологија, тие сега може да се приклучат на поп групата од 70-тите на сцената. Низ 25 соби посетителите го следат патот на групата од почетоците до победата на Евровизија од 1974-та. Па до
Новогодишниот фестивал што го лансираше нивниот прв голем хит низ Европа, Ватерло. Владимир Стардинха е портпарол на официјалниот клуб на обожуватели на АБА во Европа. It is the biggest collection of this kind. Ова е најголемата колекција од овој вид. Сите четворица, Бени, Бјорн, Агнета и Фрида, донираа лични предмети за изложбата. Изложбата го следи успехот на групата на двата брачни пара, додека продажбата на плочи во светот достигна близу 400 милиони. Низ Европа, Австралија, а потоа и во САД, нивните певливи песни, експерименти со снимателската технологија и смелите костуми ги направија неколку години да бидат втор најголем извоз на Шведска, веднаш по автопроизводителот Volvo. Шведскиот новинар Торстен Бломквист вели дека неговите сонародници се горди на АБА. Ги сретнавме нашите први девојки и момчиња на нивната музика. Со АБА се поврзани многу спомени. По многу хитови, вклучувајќи ги Мама Мија и Танцувачка кралица, како и 9 албуми, групата се распадна. Двојките се разведоа, но индустриските аналитичари велат дека меѓу нив имало и музички разлики. Неодамна со филмот Мама Мија, а претходно и со мюзиклот, нова генерација ја откри групата и изложбата. Изложбата од Лондон заминува за Австралија. На крајот станува постојана изложба во Стокхолм, Шведска. 35 години од како групата стана популарна, магијата на АБА живее. Утре во Newsflash започна продажбата на револуционерниот iPad на Apple во Америка. Ова беше се за денеска, го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете ја нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер, се гледаме утре.